Следите Студио 10 на Телевизија 24, како што најавив, телевизиски дуел со кандидатите за градоначалник на Битола. Велам добре дојдете за Христо Кондовски, коалиција најдобрата за мојата општина, предводена од СДСМ. Добро ве најдов. Тони Коњановски, добар ден, добре дојдовте. ВМРО ДПМН и коалиција Обнова за Македонија. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Да започнеме со вас, господине Коњановски. Што научивте од првиот круг? Имате водство од прилика 1600 гласови, ако не се лажам. Што е оно што научивте? Па пред се научив за мудроста на граѓаните, научив за храброста на граѓаните, научив да продолжам по патот по кој го започна веќе првиот циклус, научив дека граѓаните не се пара за подкусурување, нивната мудрост, нивниот тиво глас е многу битен во она што треба да одлучат на самиот ден на одлуката, без притисоци, без дополнителни притискања, нервози, и дека целата она мудрост која тие ја собираат во себе, ќе ја искажат скромно, достоинствено, одлучно на денот на изборите. Тоа го направија и покрај сите нервози, притисоци, закани во одредена рака. Така да научив многу, навистина научив многу, научив да го сослушам нивниот глас, да им погледнам во очи, да се соочам со нив, како што и доликува на мојот карактер, да научам за нивните проблеми, да ги согледам, да ја согледам нивната мака и заеднички во соработка со нив да дојдеме до решенијата. Зашто знаете, кога се слушате говорникот, тој јасно ќе ви каже каде е проблемот, може би одговорот ќе ви го покаже. Добро. Само да ви ги соопштам правилата, горе-доле се познати, значи 2 минути одговор на секое прашање и 1 минута реплика, со тоа што ќе видиме малку и парламентарни, така што нема толку да робуваме нова, чисто за да бидеме подинамични, за да можете да користите и дел од вашите спротивставени ставови или мислења. Господине Кондовски, што вие научивте од првиот круг? Секако дека научивме многу. За мене ова изборна кампања беше едно големо искуство како човек кој иде од делот на граѓаните, од реалниот сектор. Јас до вчера сум се среќал со и се уште се среќавам со истите проблеми кои ги имаат граѓаните, и сега го среќавам тој нивен топол прием како заеднички да ги решиме тие проблеми. Видов дека граѓаните и си потврдив дека се многу искрени, дека сакаат позитивна кампања, дека треба да се движиме во делот на позитивноста, во она што треба да направиме, кои работи треба да ги исполниме, во кои рокови, дали е возможно или не, ама тука ќе наидеме проблеми така натаму. Видов дека граѓаните имаат реални очекувања, дека на граѓаните очекувањата не се реални и дека правилно можат да оценуваат. Ме изненади делот на негативната и црната кампања од опозицијата, значи драстични навреди кон мене, кон мојата личност, едни до вчерашни пријатели, другари, познаници, соработници и така натаму, денес ме напаѓаат. Но нема врска, јас ќе си продолжам во делот на позитивната кампања, она што го добивам како впечаток на граѓаните, како потреба и желба, ќе го сработиме. Тоа е само потврда дека целата програма е правена од барањата на граѓаните, од нивните проблеми, и целата програма е решение на нивните проблеми. Јас само им презентираме, гледаме дали е добро тоа срочено, дали можеме да го оствариме и така натаму. Секако дека можеме. Јас упорно ги убедувам дека 100% можеме да ја реализираме програмата и дека ќе почнеме од онаму каде што има услови, а за се што нема услови ќе ги создаваме условите. Тоа е моето ново искуство. Како што ви кажав, топол прием, ќе продолжам со комуникација со граѓаните, со средби но најново негативно искуство е црната кампања на опозицијата. Ќе говориме подоцна за негативната црна кампања. Кој каде? Да немате реплика? Нешто или? Видете, граѓаните препознаваат честност, препознаваат скромност, препознаваат одговорност
во однос на црната кампања кажавте дека покасно ќе се Да, ќе се Ќе се- нафрлам. ќе се навратиме, меѓутоа, Затоа само што вашата ние- партија генерално го видуваше за криминал и така натаму. само го пренесуваме гласот на јавноста и она што во прво лице одговорница го кажуваме, не скриени зад портали. Добро. Кој каде потврли? Кој може? Можете, да. Кој каде потврли, може би прашањето повеќе Знаете до... зашто ве прашувам? Бидејќи и двајцата кандидати имате повеќе гласови од колку листата за советници. И двајцата кандидати за два стои партиска машинерија, со тоа што на ВМРО машинеријата е подисциплинирана за разлика од социјалдемократската машинерија, ако постои сега. Затоа велам кој каде потврли, бидејќи одговорноста пред вас е пред секако луѓе на крајот од денот. Значи партијата може да стои, вие господин Конјановски имате 19.570 гласови, листата има 16.268. Тоа е фрапантна бројка. Значи сте добиле гласови и од луѓе кои што, можеби се симпатизирали или не се дел од таа машинерија. Истото е кај Кондовски, 17.926 за вас, 14.000 има листата, 300 гласови. Тоа се скоро 3.400-500 гласови разлика. Повелете Конјановски. Потврли, кој потврли? Па потврли оние кои ги подценија граѓаните. Повторно ќе речем. Нивната мудрост се докажа на денот на избори. Оние кои мислеа дека со пари, со скапи кампање може да се постигне, да се купи нивната љубов. Тоа не е така воопшто. Оние кои повеќе се слика отколку што презентира проекти, кои луѓето знаат да ги препознаат. Знаат да препознаат што е одговорно, честно и домакинско работење во склопот на онај буџет кој го имаме како локална самоуправа. Потврлија и делови на системот. Потврли во делови Министерството за внатрешни работи. Потврлија луѓе кои вршеа притисоци на денот на гласањето. Сето она што граѓаните го осетија како притисок, го испорачаа токму на денот на изборите. Имаше притисоци? Притисоци имаше секако. Не дека го апострофиравте МВР, бидејќи веројатно ќе следи во конечниот извештај на ОПСЕ ОДИХР, правичниот беше дека изборите биле во фермирна демократска атмосфера. Да, делови, функционери, раководители на фирми, на јавни институции, потврлија оние кои мислеа, велам, дека со притисок може да се купи љубовта, честа и изборот на граѓаните, гласот нивни. Тие потврлија. Имате уште 31 секунди или да оставам да виде како се вели поинтересно. Господин Кондовски. Од аспект на излезеноста секако дека е потврдено апсолутно. Граѓаните покажаа дека не излегува масовно на овие избори, многу е слаба излезеноста. Во делот на мојата кампања и во делот на мојата понуда јас се гордеам затоа што од едно непознато лице од реалниот сектор, од бизнис секторот, од граѓанството за многу брзо време ги надминавме и самите гласови на партијата. Тоа на крајот на денот е добро во еден дел, но не е добро тоа што се испорача во делот на партијата, на СДСМ, но не и се добивме жолт картон, како што вика премиерот Заев, и сега ќе сработиме понатаму. Во тој дел ќе ги слушниме брзо граѓаните, одма ќе се преструктура партијата со мене начело во тој дел во Битола и со раководството и ќе ги решиме тие проблеми. Она што ме радува е дека разликата помеѓу партиската структура што имаше во делот на советниците и јас како кандидат е многу повисока, дури е повисока како тој геп од ВМРО со против кандидатот Тони Конјановски. Тоа значи дека предизборната позитивна кампања која ја водев донесла резултати. Ќе продолжам да бидам близок со граѓаните, ќе продолжам да имам средби, ќе продолжам да имам средби со здруженијата на граѓани и во тој дел со тој искрен и континуиран пристап кој нема да ме поколеба, мислам дека ќе направиме пресврт во вториот круг во делот на резултатите од гласањето. Имало притисоци, како што спомена господинот Конјановски? Јас не знам дека имало притисоци, да имало, можда имало некои резултати, можда не, немало притисоци, јас не ги оправдувам притисоците. Мојата кампања е олицетворение како функционирам и како ќе ја водам утре општината. Гледате колку е позитивна кампањата, дури од ОПСЕ беше прогласена една од најдобрите кампањи во тој дел и така натаму. Така да
не верувам во такви работи, не сум слушнал, тоа е дел од црната кампања и наддавањето на ВМРО ДПМН. И би сакал да го прашам против кандидатот, ако може во делот на реплика да го Можете, развиеме. веќе ќе дозволам слободно затоа што Дали сте викате двајца. дека јас имам големи и грандиозни проекти, дали вие немате и се одрекувате од таквите проекти, пошто јас одговорно тврдам дека тие проекти се остварливи и 100% ќе ги остварам. Сега вас ве прашувам дали вие се одрекувате од таквите проекти, пошто велите немаме ние такви проекти. Сега се искажам. Во однос на излезеноста и за резултатите кои пред малку спомнавте дека ќе беа поинакви ако имаше притисоци, баш од тие притисоци луѓето ќе излезат и ќе ви одговорат. Јасно и гласно ќе одговорат. Луѓето, велам, знаат да препознаат јасно и гласно. Излезеноста ќе биде многу повисока и во вториот круг. Убеден сум, луѓето го пребродија стравот, повеќе не се плашат, се охрабрија и ние јасно ги повикуваме да излезат, да одберат по сопствена волја. Во однос на програмата, јасно конципирана програма согласно буџетот на општина Битола, Немате бројки вие во онака како програмата. што имаме бројки, ако вашите бројки ги сумираме, доаѓа до фантастична сума од За 4 години берите или за 4 една години, година? за 4 години, и знаејќи го ефективниот дел на буџетот од 10 до 12 милиони денари годишно, Поголеме моментално. Вие Ако советник ги- бевте, треба да знаете. ги знам точно податоците, баш за тоа ги знам, и ако ги сумирате тие проекти ваши, кои убаво е да се видат на графикони, меѓутоа во реалноста вие покажавте дека истите тие проекти на ВМРО ДПМН не успеавте ни да отпочнете да ги реализирате. А камоли да Кој ги сме завршите. тие? Ние, јас сум Па еден тие нов се човек со нов ефикасен систем менеджмент и стварно одговорно тврдам дека можам да ги исполнам Да, тие работи. вие сте- И по буџет, и по сите работи. Вие бевте претходно 12 години и ништо не направивте, ја оставивте со долгови општината, очигледно не ви оди со бројки. Сега мене ми оди со бројки и сметам дека тие бројки се преклопливи во 4 години со оглед на финансирањата од националниот буџет, со оглед на буџетот на општината, развојот кој ќе расти во делот на персоналниот данок и данокот на додадена вредност, и мислам дека сериозно е остварлива таа работа и одговорно тврдам дека е остварлива таа. Граѓаните ќе проценат, вие сте новиот лик од истиот систем, од истата матрица. А вие сте од која матрица? Од таја на Груевски, на Владимир Талевски, истата на онаа Зоран матрица, Коњаровски. која, ќе ве молам дозволете да се искажам, истата онаа матрица, која во изминатите 4 години, понесена на крилата на огромен број гласачи кои ви ја дадоа довербата, тотално не го остваривте она што тие го очекуваа од вас. И сега се Едноставно враќате вие, да? потврдивте и сега вие доаѓате со истата таа програма во нова корица спакувана, Не е точно. со нов човек кој не убедува тука дека нешто ќе промени. Дефинитивно, одговорно тврдам дека ќе Граѓаните, променам. реков, граѓаните многу добро оценуваат и ќе оценат, ќе препознаат. Дефинитивно, гласот е на Луѓето граѓаните, не во можете да ги- недела граѓаните ќе одберат дали сакаат во делот на да се движиме кон прогресивноста, кон проектите, кон идеите, кон реализацијата, дали сакаат да бидат коректор на она што се остварува или не се остварува, или ќе вратиме една матрица од пред 16 години која има само нов лик на како кандидат за градоначалник, иначе скрос истата екипа, малце постари сега по некоја година. Ги И користите мислам истите дека зборови. сега дека граѓаните го сватија со ова, се сложбам со против кандидатот околу денот на излезеноста, околу денот на изборите на 17 октомври, дека немаше излезеност. Мислам дека сега ќе има огромна излезеност, ама граѓаните се сега остро уплашени дека може пак ВМРО ДПМН, односно не е можда и проблемот до ВМРО ДПМН, до истата матрица Зоран Коњановски и така натаму, Тони Коњановски да се врати на власт, и мислам дека сега сериозно, и тоа е мојата прогноза и на тоа се работи, дека сериозно ќе одговорат не на тоа. И тоа е моето мислење. Само кратко, Повелете, да. често се базирате на фамилиарните релации. И Вие се базирате на моите фирми кај што Само- сум имал акции по 8%, Да. јас да не се базирам на За кој- вашите фамилиарни за релации, кој- како може за така? вашите фирми, за кои јасно кажавте дека
не користат државни буџетски пари, со договорите кои ги покажавме уште и Кажав многу други. 95% дека не користат. И уште многу други. Тони, не ја Да, вртете кажавте, реалноста. не ја вртам Јас сум реалноста. субјект кој работи. Вие користите државни пари 20 години, цела фамилија Ве потесна молам, и поширока. Ве молам, мојата Само нека се докаже, Да, па да, да видиме само- парламентарни, затоа оставив и Дефинитивно, да. времето врати само повелите. само да докажам. Значи, фамилиарните релации, ви кажав, треба да ги оставите се во овие 4 до 5 години, бевте во можност, комплетно и локална и на централно ниво, да ги покажете тие работи, зад кои се криете, зад портали, зад пишување на ботови и така натаму. Излезете со документ, ако некој осудуван, ако некој одговара, до сега вие сигурно немаше да чекате Тони Коњановски да седне на оваа место, па да му ги испорачате тие работи. Така да ве молам, ние сите информации, сите за вас делови кои ги искажуваме во однос на договорите, во однос на Во Вибер група. тие не се во Вибер група, се јавно од говорницата на ВМРО ДПМН во прво лице насочени кон вас. Вие Не, ни една од само тие прашувате бледо, за да не Ама добиете вие судска да пресуда. прашуваме, меѓутоа вие не дадовте одговор на ниедно тоа. не А дали за- работам во јавна фирма или па тоа јас се гордеам таму каде што работам, затоа што ако добро се информиравте, јас сум епидемиолог. Да. По вокација епидемиологијата е дел Верувате од во јавното. професионална ориентација? Апсолутно дека И како сега ова општината Само ќе да биде докажам. болница? Нема да биде болница, напротив, квалитетите и можностите кои ми ги дава како да ви кажам, хуманиот пристап према луѓето, односот да ги погледнам во очи, да ги погледнам во очи, да ги сослушам. Тоа што вие од позиција на препотентност, на ароганција, воопшто не зборувам лично само за вас. За сите бизнисмени. Не за бизнисмените, за кој само немој лично да не за- злоупотребувате. За кој? За Немој кој? да злоупотребувате. Јас Оттам. Ароганцијата на Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните точно може да ја препознат. Ја може Наташа сега Петровска, јас- јас Наташа Петровска не сум ја видел, не знам од кога. Не зборуваме за Наташа Петровска, не, Па таа е. зборуваме за нас. Ставете ги. Да, носите бреме и 20 да иде Да, на Наташа да, Петровска, да. вие носите на Талевски и Дефинитивно. морате пред луѓето да го соопштите сето тоа. Само кратко, како е ситуацијата со COVID-19, кога веќе споменавте и кажавте дека сте епидемиолог, мислам ја знаев дека Да. сте во Ето, болницата. ќе ме послушаме. Ќе ме послушате секако, зашто Доктор, информациите вакцинирани сте? Молам да, секако. Добро. И вакцинирани и ревакцинирани. И превлежам, да. Видете, улогата која имаше здравствениот сектор во овој изминат период беше круцијална. Ако ги оставиме настрана сите пропусти на кои ние укажувавме, сите можности да се реагира благовремено, од самиот почеток, од набавка на материјали, од заштита, од набавка на вакцини се калкулираше политиканство, имаше и во тој дел, ние немаше да имаме вакви резултати како што имаме. Ситуацијата е сега, ајде да речам, подобра од онај што се базира, од она што е во Република Македонија, се базира на тоа, на добриот, повторно велам, е на културна средина која знае културно од здравствен аспект средина која знае да ги препозна и ги почитува препораките на лекарите. А ангажманот наш беше круцијален во тој дел, и тоа се злоупотреби од страна на против кандидатите. Како? Не знам. Па беше покажана слика на која се прима награда за нешто што е заслужено. Аха, не, добро, разбрав. Не, знаете Меѓутоа- зашто ја прашав дали сте вакцинирани? Не ја вртам работата. Вие не ја ги вртам. обвинувате фирмите, не за Не ја друго. Може вртам. јас да одговорам? Апсолутно, само да докажам. Ќе ви дозволам само, знаете зашто ја прашав дали сте вакцинирани, бидејќи ставот на ВМРО ДПМН до скоро беше дека нема да ги повикуваат луѓето да се вакцинираат, затоа ве прашав. Го почитуваме, значи како да кажем, волјата на секој граѓанин, али препораката и моја како епидемиолог и како здравствен сектор, апсолутно вакцинацијата е единствена превентивна мерка со која можете да прележал. Да, повелете. дури и кој прележал, да, Да, затоа апсолутно. кажав, да, повелете. Многу јасна е разликата во делот на црната кампања на ВМРО ДПМН. Ајде да отвориме таа црна кампања. Дури јасно се гледа кај секој граѓанин, секој што ќе не сретне, шо е ова црна кампања, шо е, значи
не зборуваат за политика, зборуваат за Христо Кондовски и неговото досегашно работење, кое досега беше без никаква дамка, од кој стана кандидат за градоначалник, излегува многу дамки. И многу вешто само седат на говорница и прашуваат дали е ова вака, дали е ова така, дали е ова вака, дали е ова така. Сега, тоа нема крај. Јас не знам дали ја знаете мојата структура, каде сум собственик, зошто сум собственик, каде сум бил управител, каде не сум управител, кога ќе ги гледам пресовите од некој доктор или од не знам што, кај што зборува за технички прегледи, кај што немам управувачка улога, кај што зборува за нешто друго, стварно би е смешно и не знам како да одговорам во тој дел. Јас се оградувам од секоја црна кампања на портали, не едно на друго, тоа што го зборувате вие. Немам никаква врска со таа работа. Каков однос имате вие со тие новинари, со тие портали и така натаму, не знам. Јас се оградувам од тој дел. Она што го кажува Социјалдемократскиот сојуз за вас и вашата партија е повторно директно одговорница како вас и со портпарол. Не ги редиме сите советници, биотехнолози, до завршени и така натаму да зборуваат за финанси, за осигурување, за ова зона, за тоа треба лиценци, за тоа треба други работи, да сте компетентни да го зборувате тоа, ама некој очигледно го срочил и кажувате. Јас упорно тврдам, ќе продолжам со позитивната кампања, нема проблем и ве прашав за професионалната ориентација. Дали верувате во тој модел, ајде да речеме на поделба на трудот на Адам Смит, дали верувате дека менаџерот за водење на општина и за правен субјект воопшто е покомпетентен од докторот. Еве го Пановски нек ни беше на телевизија и кажа човекот, вика јас не се нафатив за градоначалничката функција затоа што не мислам да ја менвам професијата и допрва да учам менаџмент. Дали имате доблез вие тоа да окажете и дали имате доблез да му потврдите на луѓето дека во најголемата епидемија во Битола вие се тргнавте од како единствен епидемиолог, пошто имам информации дека другиот епидемиолог не е на работа ради боледување или породилно. Дали е тоа точно, ајде во ваш стил. Вие ја оставивте Битола без епидемиолог само заради крајот на вашата кариера на 59-60. Каде се тргна? Па не е на работа. Тоа треба да каже каде се тргнал. За тоа праша. Знаете како повторно велам, скриени зад вашите портали, зад ботови кажувате дека 6 месеци не сум модел на работа. Граѓаните добро знаат кој беше на работа 24/7, кој беше достапен 24/7 за нивните проблеми, кој ми излегуваше во пресред 24/7 и ве молам, не ги подценувајте луѓето. Таа повторно велам. Само секунда. Само момент ќе ве молам. Таа ароганција, дали доктор може да биде, дали биотехнолози или не знам кој. Дали е подобро праша, не дали може да биде. Не ја вртете работа. Значи постои тим на луѓе кои стојат зад вас во локалната самоуправа. Вие не сте сам, вие не можете да знаете се. Значи има тим на луѓе, професионалци и во локалната самоуправа и стручни лица кои ќе помагаат. Значи не треба да сте ние не сакаме само една работа. Значи јас можам да бркам вашата работа со советници. Од локалната самоуправа да направите приватна фирма. Тоа не го дозволуваме. И тоа тука сакам да одговорам. Тоа нема да дозволиме. Значи да се направи приватна фирма, да се објаснете ми го тоа приватна фирма. Па ја кажувате дека вие како бизнисмен знаете се. Јас не можам да кажам дека знам се. Знаењето е битно или како сакам со знаење да направам приватна. Ако знам, значи Смит и мислам дека граѓаните препознаваат, повторно велам, немојте да ги подценувате. Објаснете го тоа приватна фирма, цело време го повторувате од почетокот на кампањата, имаме можност. Луѓето се плашат дека група луѓе ќе ги злоупотребуваат ресурсите на општината. Луѓето бараат, значи ние сме зајавен сервис, значи локалната самоуправа е јавен сервис кој ги штити граѓаните. Таа е отворена. Значи немате поддршка на овој муавет, само предпоставка во која базирате цела кампања. Ако добро сватив, господине Коњановски, вашиот став тврдење е дека ако дојде Кондовски бидејќи е бизнисмен, дека граѓан Значи не е тамам работа, немојте да ги поистоветуваме работите, дека бизнисмените се... Друго сакав да прашам, ако дојде бидејќи тој вели дека дојде од менеджер. Стравовите, како вие велите на граѓаните, деме како дојде Кондовски, деме ќе ја злоупотребува функцијата за приватни фирми? Па видете се да ви кажам, ако поаѓаме од тоа, од еве кога сме веќе кај црната кампања, кога го рековме, ние нашите
Сомневања ги кажавме и обвинувања како сакате. што има те врска? Значи директно само предупредувања од граѓани. Добра. Тие документи се добиени од луѓе кои работат во тие фирми. Ама што кажавте вие во врска со Јас ова, со кажав, управувањето на општината? И Што со кажавте? управувањето, значи ако поаѓаме Ништо не кажавте. Ако поаѓаме по тој принцип како раководите или како управувате со дел од структурата, Сметате не дека одговоривте, раководам- не одговоривте на многу прашања од самиот старт на кампањата. Прво реков, кажавте дека вие со државни пари не работите, дека никош сте немале контакт. Точно кажете како кажав. Ви поставивме- Јас, господине Само Којанов, дозволете вемо- секунда, ве молам. Нека заврши За ќе ви дозволам, делот да. на рекатегоризација на возила не одговоривте. Значи јавно одговорницата прашавме за сомневања кои ги имаме, документи добиени кои ќе ги приложиме и ги приложивме таму каде што треба за злоупотреба на рекатегоризација на возилата. Во смисла, ако така работиме и во локалната, ако така работиме во локалната самоуправа и велиме дека ние 4 милиони кои сте ги добиле, Ние ве прашавме дали ви го чистеја војниците од Арама земјиштето во Ресен. Вие не одговоривте. Ако ги пуштате војниците, општинарите да го чистат земјиштето во Ресен, не одговоривте. За исто се порашаваме. Добро, Зашто во Ресен само да прашам? Па имале некој земјиште стекнато, имаше пресконференција, јас во негативниот дел многу не навлегвам. Со такви небулози, само да кажам, мислам навистина да подигнеме нивото. Со такви небулози, дека некој може да натера некој, посебно JNA, па вие имате вашата министерка Шекеринска. Не, брат ми беше министер, брат ми беше тогаш министер. Ама зар мислите дека тоа ќе останеше така? Па ние не сме во работни акции, сега војската ќе учествува. Немојте. Само Арама не А JNA. вие мислите немојте. во Советот има луѓе и во ВМРО за рекатегоризација. Мислите дека ќе останеше така? Ние немаме контроли? Вака. Тие контроли да ќе навлезам треба да се, ги докажете. Ќе го дадам на Јас да господинот ги докажам на Кондовски, прашање, ќе ви дадам и на повелете. вас можност за реплика. Значи, стравот ваш дека тој менаџер може да не знам калкулира, ете имавте актер претходно кој што се покаже дека тој калкулирал во приватни цели. Кој? Актерот Талевски. Да. Значи, тоа не значи дека епидемиолог не може да биде добар менаџер на општина, исто како што бизнисмен не може да биде, значи Не, апсолутно. како велат, Тамам ние обично милуваме да кажеме дека работата на градоначалник се сведува на хаосмајстор. Вие не можете да терате големи политики, туку треба да го изчистите градот, да се грижите за загаденоста на градот, на воздухот и дека треба И да ги консултирате оние кои знаат подобро од вас за односно конкретна треба и работа. двајцата да си ја направите битова на крајот од денот, вие таму живеете за така, вас. апсолутно. Господине Коњановски, бидејќи споменувате црна кампања дека користел преку портали. Сега ќе ве прашам вас. Христо Кондовски е најголем бандит воопшто кандидиран за градоначалник каде било низ Македонија, како што од Струмица прават Заевград, сакаат од Битола да направат Стентоград. Па видете, Дали е најголем бандит Христо Кондовски? Тентонград, а? значи видете, тоа прашање не го кажав. Не, ја не е вас, ја го цитирам Александар Добро. Николовски, за кој Така. што Кондовски најави дека ќе го тужи за наврата. Така. Дали е најголем бандит Христо Кондовски? Барате од мене сега одговор дали е најголем бандит. Па да, мора да видат луѓето дали е стварно бандит, треба да го гласат во недела. Ако е бандит како што вели Александар Луѓето, Николовски. реков, точно ќе проценат. Точно ќе Вие проценат. што мислите за Кондовски? Според оние работи кои не ги одговори, оние кои ги имавме ние сознанија и кои ги приложивме, повторно велам, јавно, не скриено, не преку портали, не пишување на некои портали дали Коњановски имал ова или она. Добро. Јавно Пред све ги прашања поставивме. поролот на Ниеден СДСМ. момент не одговори на тоа. Тоа дава сомнеж. Тоа дава сомнение. Добро. А дали е бандит или не, има кој да не сум јас тој што треба да. Па не, Александар Николовски вели, Да, Христо не сум Кондовски е јас тој. најголем Еве, бандит. во делот на Повели. Стентонград, јас ќе ви покажам, повторно со докази, не само со дали, ова е господинот ПЦ Милевски, ова е Христијан Мицковски, ова е Благој Крстевски од Стентон. Еве кај се прави Стентонград, ако збораме за Стентонград. Тоа е Стентоград е компанијата. Сликата, Еве, во Добро. Пинале веројатно. Ама од кога? Сега. Еве. Сега бе, Да, кај се гледат на камера.
Еве го Владимир Талевски со Стентон, еве го Владимир Талевски со Стентон. Тука е негде и фирмата Тони, за која што тука е негде Тони Коњановски. Се одрекувате од Пеце Не, дали- Милевски, дали од го Кристијан гледате? Мицковски, Апсолут. вие ме обвинувате за Видете, Стентон град. Абе ви се молам, Ние ве не треба тоа да го одликуваме, користите како наратив вие без се никаква подлога. Вие се одрекувате. Вие треба прво вашата партија да се договорите, заедно да седнете, раководството, вие, евентуално Добро. ваши високи функционери, чие Благој Стентон? Вие Ваше треба... или чие? Значи Абе, тоа на вчера никој не го може да биде Благој вчера го Стентон, не знам го зашто поставивте- ВМРО има ваков наратив. Не Како знам, може да биде не на знам, некој тоа треба да Благој одговарам. Стентон? Сега сите се Јас како да одрекуваат. одговорам, чиф е Благој Стентон. Видете, Дали сликата ви е личи? груба злоупотреба, значи тоа е од средба со стопанственици. Ние имаме. Ама тамо е имаше Стентон предпоставен, така да, наратив. Да, тој е да. стопанственик. Значи тука нема дилема. А за вас е стопанственик, за мене не е стопанственик. Не, вие се одрекувате сега. Значи Леле. апсолутно немој не. Не, ама ова е изјава на Александар За вас е Николовски, не на стопанственик. вас. Знам, За вас фамилијата Ама не видете, треба да се меша. Ние, значи, средби имавме со сите стопанственици, во неколку наврати. Председателот на партијата Христијан Мицковски беше на средба. Него Јас бев на немате средба. користено Јас фамилиарно? бев- Ве прашувам? Видете, значи, толку не очекував толку ниско да паднете. Абе, са- Моето девојче... Три недели ме напаѓате, сега дојдовме на- Моето девојче е студент на архитектура и со уште 4-5 други колеги, колешки, беше во стан. И што е тоа? Добро. А за мене шо е Стентон? Како го поврзавте со мене Стентон? Други а го со вас- поврзуваат, јас не. Го поврзуваат Се оние со соградуваат. документи, Кои се тие документи? значи, Кажете еден документ сега да се подсетим. Кој документ не поврзува со Стентон и дека Стентон град ќе биде ако биде Христо, а не ако биде Тони. Јас мислам обратно ќе биде. Ајде. Не знам јас дали ќе биде обратно, тоа ќе покаже времето. Меѓутоа ви велам, со такви ниски удари, Абе сега ве прашувам за документот. со Сега такви велите за ниски документот. удари, кој како бил и кој каде студирал, Дали што на студирал, првиот мислам, ден на рековте вистина. Стентон град? На првиот Да. ден од вашата Да, кампања. луѓето се Сега се плашат, одрекуваат. граѓаните се плашат Битола да не е новата Значи, Струмица. цела црна кампања ви паѓа во Јасно и вода. гласно да не е Битола новата Струмица. Добро, Град Николовски, со вели кој Стентон тесен. град. Ја не знаев што е Стентон. Мислев дека е ваша Го фирма, праша и меѓутоа некои сега сватив. новинарите и се збуна Николовски, ми беше незгодно да го гледам. Не знаеш. Добро, вие ќе тужите, така? Да собериме уште материјал и ќе тужиме, се архивирано. Добро, а Готови, како да да. се подигне нивото на кампања? Сигурно не со вако, Јас со вакви приземни. ова е Не, добро, дозволете. сега ќе вас само ќе се сложите и изјава дека Кондовски е бандит, веројатно не е некоја баш најпозитивна кампања. Не се зафркава. Вие можете се да кажете од вашата говорница, секое прашање да го поставите дали, да не е поставено ни од стручно лице, ви стигнало од некој граѓанин, а јас не можам да ве прашам тука, од ваши вработени. те ништо. Од ваши вработени. Кои ги... Абе, дозволете, сега и од ваши вработени стигнато со 6 месеци дека не одите на работа и така натаму. Значи, Ама јас како е сум за една можно тоа може позитивна да го кампања. проверите, значи. Абе, и ова вие Јас- можете значи, позитивно ама да може го се проверите. Да се Зошто? демантика. 6 месеци не оди на работа некој, мислам. Добро, Воек на кампања, Многу е да не, тоа. да не, 6 месеци, ама да, немојте ве молам. Веројатно. А Луѓето сега знаат. одите на работа од Знаете, сте во кампања? Па нормално сега како не е коректно, не е морално сега додам на работа овој период. Користам одмор што е нормална работа за кампања. Тамам работа Значи, додам го и на напуштите. работа и да терам кампања. Тоа е незамислено. Добро, мора да земе одмор. Не може прво, не може физички да Црната постигне. кампања е многу поизрасена од ВМРО, дури ми замешват и болна мајка и флаери по улици пуштени и така натаму, фрлени. Да. Ми замешват такви работи во делот на црната кампања. После се оградуваат. Јас можам да имам со некој 10% акции во некоја заедничка фирма, со 20 души, со 10 души, и то е моја блискост и јас ќе го претворам градот во не знам шо. Глупост. А Коњановски може Зоран да му биде брат, Владимир Талевски да му биде другар и заедно да работат во тој совет. И тогаш господинот Јас не Коњановски работев да во тоа биде време, директор, информирајте се, информирајте дозволете да биде директор во тоа време, на сите слики да се со Груевски, со Коњановски, со Владимир Талевски, со се, ама тоа немало врска сега, ме разбира. А моето има врска. Сакам да ги рачистам. И ја сметам дека нема врска,
Ама немојте да почнувате со таа работа. Дај да зборуваме за проекти, за визии, за градот, за Точно, Битолчани, луѓето- за проекциите, за бројки да зборуваме. Господине Кондовски, Дали го луѓето видовте моето знаат- прво излагање овде во емисијата? Не ве спомнав, одма почнавте проценија луѓето дека не треба да биде вака, не Точно, треба точно. со негација. Ке Луѓето видите во процени, овој круг. луѓето знаат да оценат. Добро. Без разлика на сите кажу. 2 минути за двајцата. Господине Кондовски, сега со вас. Фокусот на кампањата во следните нешто помалку од 10 дена, ако не се лажам. Фокусот на кампањата ќе продолжи со ист интензитет, уште помотивиран сум, уште сум поотворен со граѓаните. Има ли измена во приоритетите од она што е кажано, бидејќи ако веќе сте виделе зашто граѓаните не излегле, односно имаше слаба излезеност, претпоставам сте искомуницирали. Во мојот дел кажавме дека јазот е поголем и од јазот на ВМРО со Коњановски, не е за кој знае колку 300-400 гласа, во однос на ВМРО Коњановски, во однос на СДСМ Кондовски. Јас со мојот тим и во делот со тимот од партијата продолжувам по тој интензитет, затоа што мислам дека овие две недели се одлична можност за тој јас уште понатаму да се зголемува. Партијата заедно со мене ќе се приклучувам, ќе работи на тие разочарани структури и така натаму, на лична основа и така натаму, пошто јас не сум бил во минатото во делот на партијата, сега одговорно влегувам, ќе мотивираме и партијата да ги даде своите гласови, секако со коалиционите партнери, кои се природно во владата, почнуваме да работиме заеднички, се гледаме со средби и така натаму и сметам дека она што било недостаток и што фалело како бројка заради демократичноста на оваа коалиција била разединета, гласовите се разлеа, сега кога ќе ги додадеме во тој дел, сметам дека разликата ќе биде токму тука и во деловите на доработка на програма. Нашите приоритети остануваат приоритети, тие крупни проекти кои се ветени продолжуваме да ги промовираме и да ги исполнуваме, тие месни проекти кои се ветени, па дури и со картички подпишани, превземени пред граѓаните и така натаму, продолжуваме да ги презентираме, да дополниме такви проекти, да се презентираме пред населението и сметаме дека до крајот таму на изборниот ден ќе се случи тој клучен пресврт во делот на. Добро. Ќе говорам подоцна за тоа. Може ли пресар, господин Коњановски, фокусот во следните 10 дена? Фокусот на кампањата останува ист. Пристап до секој граѓанин, на секоја врата, луѓето да ги слушнете. Има многу што да ви кажат, има многу што од нив да научите. Реков и како човек, и како граѓанин сум така. Јас сум секојдневно со луѓето и проблемите ни се заеднички. На сите, без разлика дали припаѓаат на ова или на она опција. Меѓутоа мора да ги сослушате. Тие не бараат ароганција. Тие бараат чесен и одговорен однос. Човек кој ќе ги разбере нивните проблеми. Ќе седне на маса, ќе поразговара и повторно велам, може да би тие ќе би го кажат и одговорот на прашањето. Она што точно нив ги мачи. Со тим на луѓе ќе се седне и ќе се разговара. Значи, никаков друг пристап. Нема подобра кампања без капи брендирани возила, без не знам големи шеми и ветувања. Она што луѓето сакаат да го слушнат, што вие реално ќе направите за нивниот малски проблем, за нивната улица, за нивното мало. Меѓутоа нема подобар начин во однос, само кратко. Господинот Кондовски често, јас не сум член од партијата, јас сум член од партијата. Сум член на партијата, не сум имал никаква функција. Во моменти се дистанцирам по потреба. И она што го кажуваат, она што нарекувам јас весела математика, ќе ги додадете гласовите. Господине Кондовски, граѓаните, повторно велам, не се пара за подкусурување. Вие не можете да ги додадите гласовите онака како што вие мислите. Оставете ги граѓаните сами. Оставени се. Сами да си размислат и сами ќе размислат, без разлика на сите, велам, кои ги имаат притисоци по фирми, по јавни институции, да гласаат онака или вака. Ама кој им врши притисоци? Вршат раководителите, како кој им врши. Вршат раководителите. И што им велат? Па што им велат? Па Имате тоа такво може да искуство, вие во времето па вие на може да Талевски предпоставувате знаете што луѓето може- Кондовски, вака- луѓето јасно се јавуваат, кажуваат дека се плашат да излезат. Дома им доаѓа. Знаете зашто прашам господин Коњановски, бидејќи што можеш на пример да му се заканиш? Дека ако дојде Коњановски ќе летате од работа?
И сега карикирам, нели, условно научени ние кај нас, ако дојде следната гарнитура, ти не треба да ми кажеш мене, дека јас треба да си заминам, веројатно сам ќе си заминам. Дали ние можеме да се обединеме е прашањето, инаку за летање од работа и по таа пракса што сме научили, ако дојде ВМРО ќе летате од работа, тоа не треба да ми го кажеш секако. Не, синтагмата ќе јадеме живи луѓе за ВМРО не важи. И јас сите добронамерни луѓе. Ама сега не ги враќате дека јадеме живи луѓе, сега треба и на Груевски да се вратиме назад. Затоа велам да гледаме денес. Ние сме сега локална самоуправа, се уште да има. прашам дали е можно да се обедините на пример, да стане Кондовски градоначелник, да го земе Коњановски за советник, карикирам, или вие градоначелник да го земете него за советник. Затоа што зборењето дека е тој бандит, дека вие не одите 6 месеци на работа, мислам дека баш многу не допира до луѓето, да создава контраефект. Така е, ама апсолутно е така. Значи во ниеден момент не одиме со тоа дека некој ќе биде исклучен. Секоја добронамерна идеја, дали од Кондовски, дали од група луѓе, значи да не ги поистоветуваме бизнисмените и луѓето, стопанството, се тие кои се фокус наш. Што сакам, ама не умесно да кажете бандит за млад човек кој што направил се докажал таму каде што работи во брокери како било што, малку е неумесно во таа ама политика и веројатно се е дозволено. Сакам да одам на оној дел каде што вие говорите за гласовите. Зашто велам кој каде може да ги препише. Не можете секој да си ги препише до детал гласовите, но можете, предпоставам, сигурно аналитички центри прават анализа. На листите имате ЛДП и Дом 2430 гласови, ДУИ 1499. Тие дали по дефолт ќе одат на СДСМ, бидејќи се предизборна коалиција, останува да видиме. Вашата листа има 16268, на ВМРО ДПМН, на СДСМ има 14303. Сега, Левица има 2966, скоро 3000 гласови, и каде ќе отидат овие гласови плюс на Габриела Илиевска 4331. Значи не успеав да ги соберам, но ако имате од ЛДП 2400, 1500 од ДУИ, 3000 скоро од Левица и 4300 од Габриела. Кондовски, мислите дека се ова ќе заврши ке вас? Секако дека не. Ќе работиме да заврши. Мислам дека со гласовите на ДУИ како природна коалиција ќе работиме, правиме дали овие луѓе ќе излезат да гласат? Правиме со средби со нивното членство, работиме доста пријателски, обединително, те имаат член на совет сега, секако дека ќе работиме во иднина. Јас имам доста мои таму пријатели со кои функционирам досега и сметам дека со презентација на нашата програма уште еднаш, со објаснување, со блискост со нив, дека тие гласови ќе дојдат кај нас. Истото и со ЛДП и Дом, сметам дека сме една природна коалиција која досега била 4 години во градот и 5 години таму на ниво на национално ниво. Сметам дека со добар контакт, со добра промоција на програмата, со обедување дека имаме заеднички конститутивни цели, како што знаеме да се изразиме, дека сме прогресивните сили во државата, таа коалиција, сметам дека тие гласови секако дека луѓето на крајот денот ќе одлучат, никој не може со сила тоа да го прави, но сметаме дека со тој природен пристап кој го имаме и таа природна хомогеност помеѓу нас, дека гласовите ќе дојдат на моје конто, на контото на СДСМ. Во делот на независните кај Габриела ја спомнавте и поинаку. 4300 гласови. Да, сериозна бројка на гласови. Сакам да им честитам за таа бројка на гласови на таа политичка опција. Секако дека ќе се презентираме пред сите, јавно, медиумски, помалски средби и така натаму. Дали ќе дојдат или не, останува отворено до недела таму. Апсолутно. Колку вие очекувате од овие? Реков, не типуваме на весела математика. Не, ама видите, анализи мора да се прават. Да, секако. За мене, предизборната трка, како сакате, повторно започнува од нула. Борба за секој глас, без разлика на, апсолутно нема да не зашемити или да не возвиши таа предност која граѓаните што е реално и достижна 1600. Но сепак е пол позиција. Така, апсолутно, меѓутоа велам, само со реален, отворен пристап до сите. Ние имаме, точно е тоа, пријатели во сите. Битол е мал град. Сепак, втор можеби, за нас најдобар, најубав, меѓутоа е град каде луѓето не можете да ги потценувате. Тие знаат да наградат,
знаат и да казнат. Па добро, урбана средина. Урбана средина која ќе знаат. Значи имаме пријатели од сите опции, лично со сите, и со лидерите, и со представниците на ограноците нивни. Ние се знаеме, сме пријатели, сме сватовски можеби поврзани. Така да таа математика велам дека некој ќе ви подари нешто, нема да ви подари Не, никој не ништо. може да ви подари. Него треба Прашањето е како вие ќе ги убедите. Ќе ги Прашање убедиме. до двајцата, например Габриела Илиевска. Со Таа истиот нејзина однос. борба трае од поодамна. Да, таа веројатно може би се разочара малку од социјалдемократите. Не ни било социјалдемократ, туку секогаш како граѓански активист делувала, но сепак 4300 граѓани решиле да ја дадат доверба. Предпоставувам незината платформа најмногу се движи на она зелен град и она бетонизација или несредена битола. Тоа не е мала бројка на гласови, 4300, и тоа се предпоставувам све може би прегруб збор да кажам слободумни, бидејќи сите се слободумни, не можам да кажам дека ниту СДС ниту ВМРО не се слободумни, но еве да кажеме дека се луѓе кои што можеби се заситени, што би рекол Огненовски, Јорго и од ВМРО и од СДСМ. Затоа велам, како ќе се обидете до Габриела Илиевска, сигурно не може да ви каже гласете за Коњановски или за Кондовски. Дефинитивно. Ваша е умешноста сега. Сигурно тоа не. Млади луѓе се тоа, претежно, според моите анализи. Сметам дека во голем дел младоста, енергичноста, ефикасноста би не поврзала. Тоа се луѓе со кои се познаваме, не кажуваме дека некој ќе му речи или не. Верувам дека во мојата програма има сериозен пристап кон зелената агенда, во делот на она што го кажувам дека фалело досега менаџер да се одважи да ги сработи гасификацијата и топлификацијата. Велам, мене ми дојде времето, јас тоа ќе го сработам и ќе го реализирам. Во делот на велосипедските патеки, во делот на урбаното средување на централното градско подрачје, со делот да биде континуирана пешачка зона, со делот на еден квадратен метар бетон да има метар квадратен зеленило како заложба во новиот генерален урбанистички план, во новите дупови кои ни се приоритет да ги работиме. Во делот на подпелистерието, тука се совпаѓаме со тие програми, но на крајот на ден секако дека тие гласачи се слободумни и ќе одлучуваат за кого ќе го дадат својот глас, дали воопшто ќе излезат или нема да излезат, дали ќе гласаат за Христо, дали ќе гласаат за Тони и така натаму, но кога сме во делот кај зелената агенда и младите имаме доста сериозни проекти тука кои ги промовиравме децидно, не се некои бомбастични и така натаму, туку се реални, остварливи проекти кои не се одважил никој досега да ја ги реализира. Во многу програми дефинитивно се спомнувани, дали во оваа варијанта или во она, но Битола досега немала менаџер. Јас ја гледам мојата компаративна предност токму тука, сме виделе и доктори. Дека Наташа Петровска не била добар менаџер. Па во делот на овие брзи изведби, Мислам, видите, не Наташа Петровска работела многу поодговорно и многу подомакински од минатата структура која била 12 години. Ако господин ја го прашам господинот Коњановски за Талевски, значи Наташа Петровска не се покаже право веројатно како добар менаџер, што МСДС решил да оди со Кондовски да трча. Дефинитивно. Исто предпоставам ќе се сложите и вие дека и Талевски веројатно бил слаб менаџер, сега да не употребам некој вулгарен збор, меѓутоа слушаме и во бомбите, затоа што самиот Ставревски вели за Талевски. Јас не знам дали вие во какви релации сте, дали сте оградувате, бидејќи нели цела Македонија е мало место, па ние сите се знаеме. Слушавме многу работи, муабети во бомбите на таа еуфорија тогаш и на граѓанскиот активизам, да се вратам на поинаку и на останатите кои левица и така натаму, се накача и се изградија многу кариери во Битола и мислам дека тие луѓе нема да дозволат повторно да бидат злоупотребени, крајно злоупотребени и изманипулирани. Мислите овде на шарените? Мислам на шарената, мислам на делот од левица, мислам на поинаку луѓе кои точно со слободумни идеи, тие идеи јас реков, тамам работа, значи не постои некој ако е нешто добро и тоа е моја интенција, можеби да го спојам неспојливото. Тие луѓе да ги поврзам. А за она што е изработено во изминатите години, повторно граѓаните кажале, не ја дале довербата тоаш, огромно на конто на СДС отишол, огромен пул на 32.000, скоро 32.000 гласови. Тие грубо ги злоупотребија, во тој однос не се постигна ништо и луѓето јасно стават на знање. Без разлика дали се оградува. Дали Талевски беше добар менаџер на Битола?
Па имаше во делови, значи ние не можеме да ги занемариме проекти кои беа во негово време, значи реализирани индустријската зона Жабени, која беше за подсмев. Ма тоа не е Та- на Талевски, тоа е таму било е на владата. Национален проект. Национален проект, меѓутоа сад да не И ова е навлегуваме. кондовски прав, ВМРО не се откажува, Не, никогаш, не. никој се откажува. Значи, ние мораме да ги Видите, истакнеме некогаш и треба добрите да видите, работи. може би доблесно е пред граѓаните да кажете Така дека е. дали Петровска вила не била добар менаџер. Така. И Ба, затоа видете, одат. ние- Талевски дали бил, не можете да кажете дека Талевски бил добар менаџер. Направил Меѓутоа, индустријска зона, не- направила владата, не направил Талевски. Меѓутоа некој се потрудил да ги донесе тие активности. Сигурно не Талевски. Без разлика, велам, на она што ние ќе го кажеме, ние пред граѓаните јавно и кога сме во настапи, заедно со нив кога на секој дом ќе им придеме, јас ќе се извинам и се извинувам за се ако имало некакви проблеми И тоа во го времето. очекуваат граѓаните и од СДС и од ВМРО. Па не, ма човечки е да се извините, барате прошка за Знаете некој зашто? работи. Затоа што вие го носите Не за- нивното бреме. Да, го носите, тие ве гледаат како ВМРО ДПМН или ве гледаат како Затоа што социјалдемократски Талевски, сојуз. затоа што Кондовски ја носи и Тетовската модуларна болница, Ме- и Филипче, и Мила меѓутоа Царовска, е. све носи на врат. Точно. Меѓутоа факт е дека живееме сега во ова време, времето на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз точно се неговите концепти, визии јасно видени во изминативе 4 години. Добро. Сега сакаат да подметнат, да представат ново лице кој по потреба е Социјалдемократски сојуз, а по потреба не е Не, Социјалдемократски добро, сојуз. сега да И бидеме кој сега искрени ќе- до крај. Тој каже дека е член на СДС од не знам која Да, меѓутоа година, немал но дека никогаш можност. нешто немал можност, туку не ни бил активно вклучен во било која јавна функција. Поработите што се Сега да не ви изигравам јас Да, адвокат да, на да. вас, меѓутоа само Верувам. уште ова за Коњановски, значи како ќе ги убедите поинаку, така беа Габриела на пример. Како вие ќе ги убедите? Па видете, ние уште и во Советот кога Мислам, веројатно ќе разговарате, ама да ги убедите се не може. Апсолутно, Тоа се апсолутно. таа гарнитура. Значи едноставно да се прифатат од било која страна, од било која опција. И што ќе им кажете? Како, на пример, еве прашање до двајцата, како со Рек Битола, кој што е еден од најголемите загадувачи, сега Заев дава 20 милиони евра за да се запали третиот блок, бидејќи сме на портите пред нас е енергетска криза. И како вие сега ги им објасните на Значи- нив за и околу загаденост на воздух? Премиерот и Васко Ковачевски треба да објаснат прво зошто на ова дередже зборот битолски ќе го потребам, е доведен Рек Битола, каде им се електростатските филтри кои ќе ги поставеа, зошто на депонијата за јаглен нема трунка јаглен, зошто нема мазут и ние сериозно тоа треба да им го кажат на Добро. граѓаните и за тоа се многу исплашени. Затоа Тоа ви го Ковачевски кажувам. треба да се одговара за тоа. Тоа не И е за во слабото времето производство на на струја. ВМРО ДПМ не беше таква ситуацијата, рекорди се рушеа во производство на електрична енергија. Сега сме на прагот на енергетска криза, која точно е дел од некаква Не, тоа е поголема. генерално од светот. Албанија Генерално, одавна прогласи меѓутоа видете, луѓе работат инженери во РЕК, луѓе кои точно и добро ја познаваат проблематика и тие јасно ќе ви кажат кој работел, како работел и колку Не работел. мора тие да ми кажат, За- знам за јас колку третиот е блок производството на струја. Сега, за сега третиот блок е уште ќе размислуваме од каде јаглен да се набил. Ние еден блок со пола капацитет работи. Прашањето беше ако проработи Рек Битола како ќе се намали загаденоста на воздухот. ќе се намали со нормално со еколошки проекти, со она што Добро. значи она што го вети Ковачевски. Електростатски филтри ќе поставуваа. А интегрирана дозвола, тоа ништо од тоа трага. Добро, Кондовски. Општината има ингеренција да издава Б интегрирана дозвола. Јас ќе зборувам конкретно, не негативно, па само конкретниот дел да биде тоцкав. Општината има ингеренција да издава Б интегрирана дозвола за сите загадувачи. Правилникот во тој Б интегрирана дозвола, јас кога ќе дојдам како градоначалник, ќе го спроведуваме сериозно, во еден дел така ќе се намали загаденоста, во делот на РЕК ќе застанам рамо до рамо со граѓаните без разлика кој е национална власт и кој е директор. Ти се спротивставите на Да, ќе Ковачевски? се спротивставиме посериозно и подинамично, дури и Па и сега треба, во бидејќи кампања. има катастрофално производство на струја. Сега во кампања, уште во кампања се секирам и ургирам да заврши таа постапка на тие филтри, си ја сваќам работата сериозно и веќе тие филтри се во таа постапка. Во делот ви кажав, кога ќе ги земите како симбиоза филтрите, издавањето на Б интеграната дозвола, кога ќе земите во симбиоза гасификацијата и топлификацијата, градењето на делот на индустријска улица со тир центар таму, тие камиони да не загадуваат низ Битола, кога ќе направите сериозен проток
во централното градско јадро и тие велосипедски патеки, јавното предпријатие за транспорт, во нашата програма е предвидено да има мали електрични возила со just-in-time систем по автобуските станици токму на време со побрзи линии и сето тоа како симбиоза ќе ја задоволи Битола во поглед на зелен град. Добро. Убаво е вака да се слушне за зелен град. Декларативно да сите се залагаме, нема тока дилема. Некои 4 години уназад ги убедуваше граѓаните дека со волшебно стапче ќе го прикачувајќи се повторно на таа граѓанска силна иницијатива во Битола за почист воздух. Меѓутоа некој треба да одговори и зошто се стопирани проектите, двата капитални проекти на ВМРО ДПМН тогаш, топлификацијата, прочистителната станица, зашто Ковачевски во изјава на медиумите кажа дека на Битола не се потребни две скапи возила, сега немаме ни едно возило, одиме пешки. Се мисли на топлификација и гасификација, проекти кои беа во напредна фаза со готови проекти, со готови решенија, стопирани. Сега истите тие проекти со убави шарени графикони во однос на топлификацијата ни се промовираат како нешто ќе направиме. Добро. 4 години има. Јас ви ветувам дека јас ќе го пратам Ковачевски. Одговорно тврдам дека токму како граѓани седев, без разлика кој е на власт, како стопанствени и како граѓани, ме засегаат истите проблеми кои ги засегаат луѓето без разлика од која политичка партија. Да. И мојот мотив да влезам по силно во политиката беше токму тој. Гледам се зборува, не се прави. Сакам да добијам шанса и тоа да го направам. Без разлика зборувам за која политичка партија. Не, користам таа реторика, ВМРО почна, СДС не заврши, СДС почна, ВМРО не заврши. Јас сум граѓанин, мојот капитал е таму, моето семејство е таму, моите пријатели се таму. Јас сакам тоа и имам порив во себе тоа да го реализирам и да го остварам во наредните 4 години. А тоа е дел од мојата програма. Тоа е мантра 30 години на нас. Да, и таа Но мантра, овие а јас имам прашања, 35 но години, овие таа прашања, мантра ме да. нервира и сакам да ја реализирам. И сметам дека има такви прогресивни сили со кои сега во моментот ќе ја реализираме и ќе дајме една поинаква конотација во делот и на националната политика дека можеме заедно, дека може да се сработи, дека градоначалникот е локална функција, не е толку политичка функција, без разлика со која политичка партија настапува и така натаму. Секако тоа моја матична партија, но може да има еден поширок спектар на соработка, поотворен пристап со сите граѓани, со сите политички организации, со сите невладини организации издружени и сметам дека и тој порив го имам во себе дека треба да дам еден сигнал национален во државата дека да се престани со црни кампањи, да се престани со обвинување, треба да се работи. Локалната функција е менаџерска функција, функција која треба исто како во фирма, што кажува господинот Коњановски. Пристапувате кај мене или кај во банката со бизнис план за 2 години, за 4 години, за 1 година и тој план како менеджер треба да го изработите. Пристапувам со програма пред граѓаните кои се газди над Битола и таа програма ќе биде завршена. Така е. Ова е проблем 30 години, кој што го говореше Коњановски, прашањата ќе бидат упатени. Кондовски нека ги пренесеме, ги тоа секако до Ковачевски. И тоа се прилично големи теми, односно капитални проекти. Да се вратам на основата. Например, колку имате возила брза помош во Битола? Околу, не сум сигурен. Имате? 10 На возила секако не е брзата помош, значи hitната медицинска помош не е во ингеренција на. Не знам колку имате. На Колку имате противпожарни возила? Значи дел во нашата програма има она што не успеа господата социјалдемократскиот сојуз. Ама сега ВМРО успеа ли да донесе сега? Пак сега ве прашувам, Не, во програмата беше се од ВМРО и од СДС. Во програмата Колку имате беше противпожарни возила во Битола? Што ќе наследите? Видовте пожари во Кочани, во Апсолутно. Струмица се возеше од Титово време Така, противпожарно така. возило, затоа прашувам. Тоа е приоритет Значи, наш и ние во нашата Затоа програма. прашувам колку има брза помош, колку има противпожарни Во возила. нашата програма имаме реализација на противпожарна станица со опремување на противпожарна бригада. Колку возила има? Знаете колку возила? Ја не знам. Јас ми се чини дека има 6 возила, од кои едно е за тешки терени, другите се едно Добро. е Во каква за состојба поголем пат, во лоша состојба се. Добро.
Јас бев кај пожарникарите се задоволни Значи, со тоа во лоша возила со- од 1996 година. Ова лоша состојба не е на Кондовски, на овие Да, 4 години, да, ова е 30 години ние на основните работи не Дадовме не ветување тангираме. дека ќе имаме нова противпожарна станица во Битола. Во Битола е првата противпожарна станица, ми се чини, Добро. на Балкано, и тоа е историски објект. А во делот на брзата помош не сум баш сигурен, но треба да се Па работи. не знам во тој колку дел. возила има и таму се кубарат со луѓе, гледа во Струмица што се случува, па на крајот донации некој даваше. Да, имаме. Семејството имаме заеви, донации тука, што од беше Ротари тотално клубот, од контрапродуктивно, други места. знаете, тоа е сепак државна работа. Затоа и вие велите дека и кај вас го има, ако не се лажам, го споменавте во проектите. Во каква состојба ви се училиштата? Дали училиштето каде што учеше Тоше Проески се уште се гледа на ќумбе? Не. Состојбата не е таква, се направи значи во делот на образованието и Во последните 4 реконструкција. години мора да И признаем. реконструкција, многу спортски објекти се направија Не, за во училиштата комплект. ме интересира во каква состојба се. значи, Бидејќи ние многу спремаме училишта дигитализација, беа- реформи, Да, смарт табли, во каква состојба се? Така, компјутеризација имаше на Добро. училиштата, значи се направи нешто и добро е секој да го даде својот придонес. Тие се директно под локалната самоуправа, макар да училиштето, децентрализација. музичкото училиште е државно училиште. Добро. Тоа е вистина во незавидна состојба. Значи на во тоа очена треба- состојба, така? Па може да се каже, тоа е повторно велам на Треба под државна капа. Добро. Да почнам во тој стил. Кога дојде градоначалничката Наташа Петровска, училиштата беа во очена состојба. Сите знаеме во Битола, дори и се береа донации, капеа училиштата и така натаму, во многу лоша ситуација. Она што многу добро го има направено градоначалничката Наташа Петровска со администрацијата, тоа е училиштата. Нема министер кој не дошол, дали бил или дури и луѓе од опозицијата и така натаму, да не потврдат дека во делот на училиштата е работено многу. И сметам дека кога би што бил е иден направено? градоначалник, па училиштата беа блокирани првен со сметки, беа поврзани со струја, пример училиштето Гоце Делчев на Домот на културата, немаше струја платено. Значи, должен, Кога ги така? наследивме училиштата, односно кога ги наследи градоначалничката Наташа Петровска. Сега ситуацијата не е таква. Добро. Сега училиштата имаат креди, имаат нови кровови, имаат нови дограби и така Дали натаму, сериозно и во тој зборуваме дел за ова дека сакам да училиштата земам се обврска, еве пред граѓаните добивам шанса дека летвичката на успешност во контекст на менаџирање, тој дел Наташа Петровска го крена многу и кај мене ќе биде голема одговорност, уште повеќе Сакате да да кажете покрена. дека порано немало ни креди во училиштето? Немало. Сериозно ли? Сериозно. Немало. Наставниците береле за тестови по 5 денари, по 10 денари во времето на Талевски за да купат лисија тестови да му направат на учениците. Тој проблем го нема веќе. Па добро, може затоа брзала царовска со дигитализација, бидејќи нема креди Секако таму. сега одиме напред со вселенски чекори, со укинување на учебниците, Нема потреба овде да се префрлате топката, треба дигитализација, заедно да седнете и ама ова е срамота апсолутно, што се... Апсолутно, меѓутоа сега дека ќе направиме проект за креди набавка на Не, за училиштата, проект за Јас креди. кажав што немало. Јас кажав што ќе направиме за училиштата. А што е со Кажав и музичкото буџет, училиште? колку Зашто ќе потрошиме музичкото во училиште не е под ваша Не, ингеренција? тоа е државно училиште. А под чија ингеренција е тоа? Под образование? Министерство за образование. А уште е на ќумбе? Не, реконструирани беа зградите. Добро. Ватобите, меѓутоа не е завидна. Колку Тие делат. Сега, вака, ве прашувам, јас овде сум ставил кои се клучни проекти и намерно за ова прашувам. Колку градинки има во Битола? Има две централни градинки, едната е Стреја Овадија Мара, другата е Мајски цвет. Под Стреја Овадија Мара мислам дека се 8 единици дисперзирани. Тоа се Под 8 клонови? Да. Дека се 4, фалат градинки во Битола, сега е Претпоставам и тоа го имате во проектите. проект, веројатно, да. Имаме две градинки во проектот, фалат градинки, страшни се ургенците на родителите да примите дете в градинка и така натаму. Баш разговаравме и во делот на комората со Кромберт и Шуберт и тие финансираат една градинка, имаат проблем со што го имаат сите во делот на деталниот урбанистички план. Сметам дека е тој горлив проблем, пред се заради што најавуваме голем локален економски развој и велиме нема да работи само оној кој
неки да работи, ама за да биде така треба да имаме услови, треба да ги изгрижиме нашите најмили децата во градинките и така натаму, и тој дел ќе го работиме сериозно на проширување на капацитетите на постоечките градинки и градење на нови 2 градинки, од кои веќе една е опачната постапка. Добро. Ја наследуваме. Добро, господин Коњановски. Да, апсолутно. Градинките се во делот на ингеренциите на локалната самоуправа. Грижата за најмладите секако, тоа е и онај дел за зачувување, задржување на младите тука, заедно со локалниот економски развој кој е наш прв приоритет. Во делот на образованието, грижата за најмладите, грижата за категории на деца кои не можат да посетуваат настава, сето тоа е предвидено со програмите на локалната самоуправа. Тука е секако и изградбата на нови објекти, сместувачки капацитети за најмалите, зашто е вистина дека се бара место повеќе за најмладите. Тоа во нашата програма е прецизирано исто и тоа е една од работите, да не речам тековно, кој треба да се одвива за еден современ урбан град кој треба да ги оствари елементарните услови за чувување на најмладите, барем за грижа за нивното потомство. Средно училиште колку има? Не знам. Колку има средно училиште? Точно Како бе, градоначалници, не знаете колку пет. средни училишта имате во градот? 5 средни Пет? училишта, да. Добро, тие недостасуваат или? Знаете зашто? Види, прашам? се работи Во многу. Скопје Техничкото говорат, училиште е во Скопје сега има пример. Потреба. Да. Техничкото училиште е пример сега како треба да изгледа едно училиште. Многу е Значи вложено, ново, многу е модерно, направено. претпоставам, да. Да, Како се нешто работи. како основното Киро Јас ќе Григоров ви во кажам центар. општо, градоначалничката, значи во тој дел направи ново и ќе биде голема динамиката тоа да го наследиме, да го направиме. Не е направи во делот на стопанството, во делот на легализациите, во делот и така натаму, ама во овој дел е стварно многу направено и треба да продолжиме да го следиме тој пример дефинитивно. Како да останат младите во Битола? Ова прашање го поставивме и во првата дебата со 6 кандидати, меѓутоа мислам дека е клучно како да се задржат младите. Господин Коњановски, 2 минути. Ја баш не бев многу среќен со сликата на Широк Сокак, бидејќи го знам Широк Сокак во едно друго време и во едно друго издание. така. Да, видите, основата на се она што е локалниот економски развој. Доведување, овозможување услови за нови инвестиции во градот, а тоа пред се делот на стопанството, дали е тоа домашни или странски инвестиции, да овозможат она што еден Кромберг, пример, 7 години уназад го овозможува. Над 6000 луѓе се таму вработени. Значи, само на тој начин можеме да ги задржиме младите, меѓутоа не е само тоа, не е само вработувањето. Плата ви даде. Значи, Висока, точно, висока, нормална. со доаѓање на нови инвестиции, конкурентноста едноставно на пазарот ќе се зголеми и луѓето ќе ја препознаваат Битола. Меѓутоа, на младите им требаат и други содржини. На младите им треба култура, културни манифестации, на младите им треба спорт, на младите им треба брз пристап до јавниот сервис, во смисол на локалната самоуправа. Значи, младите немаат многу време како за ние постарите да чекаат, тие сакаат брзо да ги решат своите проблеми и треба да им се овозможат елементарни услови каде што тие ќе го препознаат градот со нови содржини, повторно реков. Со добра урбанизација. Па не само тоа, со и ако добар... може, например, кој ќе влезам во општината да нема малтретирање Да не- која тетка со архивот, Апсолутно. туку да можам на интернет да го Апсолутно, извадам за документот. обична потврда и обичен документ. Затоа предвидуваме и дигитализација, едноставно електронски начин на пријавување на нивните барања, дали е тоа дозвола градежна, дали е дозвола она се што го нуди како услуга локалната самоуправа да се откочи тој систем на моментално кој е на блокада, едноставно луѓето кои се таму да си го одработат она што од нив се очекува како локална самоуправа, а за младите да возможиме простор, едноставно можност, зашто тие знаете, преку глава им е од политики, од политиканство, едноставно бараат и нови содржини и можности за да остават тука. А има волја. Добро. Има волја да останат во градот. Кондовски? Задржувањето на младите е во симбиоза Вие сте млад човек на Да, крајот од денот. млад човек Мислам и дека сте помлади од мене и од Коњановски. да, да. А задржувањето на младите е клучна тема, но тоа е
после еднаквото на равенката, ние треба да и кажав, тоа е симбиоза на некои три точки: локалниот економски развој, ефикасноста на општината и условите на младите во делот на културата, забавата и спортот. Во делот на економијата, кажавме, секој денар слободен во тој развоен дел од буџетот ќе се инвестира во инфраструктура. Само така граѓаните ќе знаат дека секој нивни денар е вложен во капитал. Со ослободувањето на општинскиот потенцијал преку генералниот урбанистички план, кој е значајна моја заложба, не е променет од 1975 година, во 99-та е само редонесен и така се стои. Генералниот урбанистички план е 1975 година, реобновен во 1999 година, односно истите книги се подпишани и така се. Од Титово време? Да. Таков генерален урбанистички план има моментално Битола, тој ќе биде во електронска форма, ќе го ослободи цел општински потенцијал во делот на стопанството и на бизнисот. Јас правев анализа по урбанистичките бироа, по архитектонските бироа и таму чекаат инвестиции од над 30 милиони евра само со промената на деталните урбанистички планови. Значи, со ослободувањето на тој потенцијал, ние веќе ќе имаме работно место за сите. Секако, формирано одделение за странски инвестиции, која ќе носи странски инвестиции и во тој дел многу посериозно со слободната економска зона, со индустрискиот пат, со фирмите кои се наоѓаат таму, со условите нивни и тука го решаваме делот на вработувањето и на конкурентност. Добро. Во делот на условите за младите. Младите треба да ги интегрираме уште од самиот старт, уште во средношколските денови. Јас предвидувам центар за талентирани ученици, со точно програма како ќе се работи, и технолошки парк. Таму ќе оспособуваме млади и ќе детектираме таленти кои ќе одма ќе влезат во работни позиции со повисоки примања. Не да се мачат, значи малце да бидат насочени во делот на нивната работна позиција, каде ќе ја најдат оној кој го бива за бизнис, да го мотивираме во делот на предприемаштвото, значи не треба само него да згрижиме, тој може да згрижи стотици луѓе да влезат на работа и да работат. Такви микро и мали предпријатија се точно колку имате бројки, колку ви стојат по фиоки документи за легализација или за 9600 предмети за одобрение за градба и за легализација стојат уште од 2000 некои се од 2006 година па наваму. Јас точно најавив дека во рок од 90 дена ќе дадам одговор за сите предмети. Оние кои се за решавање позитивно ќе ги решиме, тие кои се за одбивање ќе ги одбиеме со препорака што треба ново да се направи, но во рок од 90 дена, она што не се нашло згодно од 2006 наваму да се решава или што се работело селективно, а го нарушува концептот на Битола со тие дивоградби и така натаму, да не навлегуваме по широка тема, јас ќе го решам во 90 дена. Добро. Господине Коњановски, веќе ке и вас многу работа, доколку нормално станете градоначалник и вие веројатно оперирате со овие бројки. Може ли да превршуваме, на моменти бевме така малку по како се каже, сега ја не сакам да кажам спуштено ниво, бидејќи сепак држевме до некој ниво, но еве да го подигнеме уште повеќе нивото. Господине Кондовски, кој некоја позитивна особина за Коњановски, Коњановски некоја позитивна особина за Кондовски? Дали е добар лекар? Добар лекар. Јас го познавам Тони Коњановски одамна. Добро. Каков човек? Во некои делови ми били клиент, ми се чини додека работе во Вардар осигурување и сега. Сметам дека е Каков човек? добар, одговорен човек, дека... Да не е Вамаровецки веќе... Не. Верувајте, сега ме пикаат во таа шема, а нема да влезам во таа шема со оваа црна кампања. Не ми смета ништо. Добро. Не ми значи ништо. Да, ајде. Добро е да има млади амбициозни луѓе кои сакат да работат, кои Каков сакат човек? да сработат. Господинот Кондовски еве кажува дека за своите 35 години постигнал многу. Не, се знаете сега. И вие валјда не сте на тоа да не е комуњар, добар ќе беше да беше Не во тоа. Значи, вела, мојот пристап према луѓето не е таков. Мислам, тие што ме знаат во Битола знаат дека не е така. И имам почитувачи и пријатели од сите страни, од сите опции. Јас го почитувам онај кој е вреден, работлив, онај кој ќе достои на зборот што ќе го каже. Меѓутоа велам,
треба човек да биде искрен, Ами дали е добар? во намерите. Добар, што значи тоа добар? Па дали е добар човек? Тој вели дека сте добар човек. Дали е добар човек? Тоа Или ќе е пакостен, зло? Сега се знаете у Битол, едноставно е, нема политика овде. Добар човек е во Битоло, го знаеме, сега не ви прашувам да го оценуват. Или си добар или не си добар. Пакостен, не можем да кажем дека е пакостен, дали е добар, ако не тоа е. направил некој. Меѓутоа, велам, значи нема да навлегувам да ме навлекувате, да речем, Не, во не, тој не дел. ме навлекувам, па Јас тоа ви го- испофали вас и го доктори како само сте, го почитувам она што тоа се сакам да го труди, кажем, сака да. да го каже, меѓутоа велам, човек треба да биде во границите на она што може да го направи. Неговата Не, младост и енергија оставете го го, дава, тој дел оставете го. Онака ве прашувам како човек, бидејќи тој за вас каже и добар доктор и се знаете одамна и има не респект може да према каже вас. поинаку. Затоа кажувам. Па не, може да каже се ако го спуштиме нивото, ама се ја затоа сакав малку позитивно. Кондовски повелете една минута завршно обраќање. Јас сакам да им порачам на гласачите, на гледачите да ја одберат енергијата, ефикасноста, искреноста која имаме, која се гледа во овој дел на предизборната кампања во овие дебати. Сакам да ги поздравам и да кажам, да ги уверам дека стварно сум сигурен дека програмата може да се реализира 100% и во делот на оние малски проекти, на мини проекти и во делот на тие поголеми проекти, како што е уредувањето на централното градско јадро. Ја охрабрувам да излезат на гласање на денот на изборите, да го дадат својот глас за проектите, за идеите, за визиите, за роковите кои се наведени без разлика на политичката опција, без разлика на коалицијскиот потенцијал. Препорачувам да победи подобриот да има обврска, како што кажавте, да ги интегрира сите заедно да работат, пошто сите заедно ќе работиме за доброто за Битола и за нашите деца, за нашите поколенија. Тоа сакам да го кажам. Добро. Господин Коњановски, минута за вас, повелете. Битола е градот во кој заедно сите живееме и тука апсолутно не станува збор за поделба на граѓаните. Овде станува збор за два концепти. Едниот концепт од едната страна, кој покажал, еве, изминативе 4 години или како сакате, што е тоа што може и на централно и на локално ниво. Од другата страна, она што граѓаните го бараат од новата локална самоуправа. Работа, честност, чист образ, да бидат сигурни дека локалната самоуправа ќе биде јавен сервис достапен за сите. Без поделби на граѓаните, без фаворизирање на поединци, без правење притисоци. Ги замолувам граѓаните да го препознаат. Значи, да се охрабрат, уште повеќе. Нема потреба. Битола е град. Повторно велам, луѓето да се охрабрат, да излезат и по своја чиста совест и свое убедување да одлучат за подобриот, па нека победи подобриот секако. Јас ви посакувам многу успех, би ве замолил да станете да се ракувате, чисто онака како во склад на она што е фер изборна трка овде некаде на средината. Ова беше почитувани соочувањето со кандидатите за градоначалник на Битола, Тони Коњановски од ВМРО ДПМН и Христо Кондовски СДСМ. Ви благодарам што не гледавте, останете со телевизија 24, следува прегледот на вестите.